Моментално се наоѓаме во автентичниот амбиент на старата Скопска чаршија, откаде токму вечерва стартува модниот викенд Скопје, 9-та сезона, а Скопје почнува да дише во една поинаква модна димензија. Тимот од вашиот омилен моден портал Fashionel од една поинаква страна, пофлуентна, поблиска, видеоформа, ви го нуди целото издание на модниот викенд, а овој пат ве водиме во една инспиративна приказна на брендот Hard to Explain, токму тука од старата Скопска чаршија. Да погледнеме. Која е модната призма што ја гледа раскажувачот од вашата колекција или поточно авторот за животот низ чаршијата? Па вака сакавме преку еден нереален начин да прикажеме една реална приказна. Значи ние сме долги години во чаршија и претпоставувам дека сите луѓе имаат поминатот дел од животот во чаршија. Сакавме ги представиме сите ликови кои што поминуваат. Значи збориме од наше име. Јас сум раскажувачот, Марија раскажувачот, Hard to Explain раскажувачот. Ликот беше замислен нормално. Стои зад прозорците на ателието и раскажува целата приказна на минувачите и на конзументите на Hard to Explain. Значи прикажано преку бајка. Бајката беше инспирација за колекцијата. Од описот на вашата колекција стои дека содржи бессезонски парчиња. Кои се тие за вас и колку нашиот македонски купувач сака да купува такви бессезонски парчиња? Се надам дека ќе има дел од масата која ќе се најде некој од парчињата и ќе може нели да ги види како носливи. И покрај тоа што целта ни беше повеќе уметнички да се изразиме отколку да го доловиме оној секојдневен дел за носење на гардероба. Нешто повеќе околу формите, кроевите, материјалите кои што ги користевте за авангардните креации кои што ги видовме пред малку. Па нешто повеќе. Секој пат не знам, верувам различно. Овој пат беше повеќе инспирација дадена на делото, значи во моментот да се создаде парчето кое треба да го носи одредениот лик. Конкретно немаше кроеви во смисол да се трансформирани или да се долови некој период, меѓутоа сепак ја фаќа рамката на оној бајкови дел каде што го имаме поголемиот раскош. Секогаш употребуваме природни материјали, не знам како што забележавте, овој пат употребувавме највеќе свила и памук и морам да напоменам дека користевме многу експериментални материјали, како што е мрежник за комарци, хеклана жица и такви некои многу интересни материјали, кои што ги направивме да бидат носливи нормално. Може би се заборавени некако од времето, да. Верувам дека никогаш ќе биле користени. Така, кои парчиња сметате дека беа најспецифични, колку сте задоволни од одзивот на публиката годинава? Па за тоа верувам дека ќе видиме, а сите парчиња се посебни, секој си носи своја посебна приказна, бидејќи е целина. Задоволни од организацијата на модниот викенд? Многу сме задоволни секоја година, овој пат посебно, бидејќи стоја зад нас во ниеден момент, значи немаше никаков проблем, многу добро се организиравме и можам да кажам супер. Колку оптимистички гледате на позитивниот фидбек од представувањето на единствениот моден настан во Скопје? Па, мислам дека повеќе даваме акцент на тоа каде можеш нели да се изразиш твојата креативност. А воопшто кога збориме за уметност, мислам дека никој не твори од причина за да биде продаван или не знам да се најдат сите во тие парчиња, туку напротив да се оддали оној дел од масата кој треба да ги доживее во вистинска смисла. Така и да се запознаеме нели што е можно поблиску до тоа што го работи Hard to Explain. Девојки, ви благодарам многу и ви посакувам уште многу успешни колекции како и оние што ги гледаме досега. Hvala.